Добро утро и во овој дел на утрински брифинг во кој што разговараме со наши луѓе поврзани со секако со некој спорт, а се сега надвор од државата. Таков е господинот Никола Василев, тренер на тимот Џукија во Литванија. Добро утро. Добро утро. Господине Василев, вие сте во една од државите кои што, барем кога Европа во прашање, е во оние, слободно може да се каже, топ 5 кошаркарски нации. Литванија своевремено злато на Евробаскетот, бронза на светско првенство, бронза на Олимписки игри. И сега, ако се земе в предвид квалитетот на лигата и она што вие го знаете од македонската лига, колкава е разликата? Кој е нивото на кое што е кошарката во Литванија и кошарката во Македонија? Па сега го првен, да, Литванија е топ 5 лиги во Европа. Овде све околу кошарката и за кошарката, сите зборуваат за кошарката, овде број еден спорт е кошарката, сите се стручњаци за кошарката. И ко прво често овде да се работи, а за лигата секако дека има еден гап, значи тука све е професионално од првен како се поставени играчите спрема таа игра, како се грижат за своето тело, за својот талент, како се напредуваат индивидуално. Така да организацијски покриено со став во тимовите, со стручни лица, така да мислам дека на едно многу повисоко ниво, но секако дека македонската лига полека фаќа чекор со овие топ европски лиги и се надевам дека за неколку години и ние таму ќе бидеме на ова место, на ова рамниште. Да, имаме тимови кои што вложуваат, напорно работат, неминовно. Имаме и неколку гиганти во кога е прашање домашната кошарка, нели, неколку имиња се одделуваат. Но еве како што велите вие, професионализмот е како многу поголем во Литванија, сепак се работи за кошарка која што има многу поголеми финансиски средства. Вие сте на чело на Џукија, меѓутоа периодот наназад имате неколку позиции како тренер асистент во други екипи. Што е оно што, еве ќе ве прашам директно за Џукија, можеби ја одвојува или растете ли вие заедно со тимот? Џукија е тим кој што се наоѓа на 8-то место за сега, место кое што води во плејофот во литванската кошарка, но ако направите една ретроспектива и сега со тимовите со кои што се соочувате, бидејќи гледам дека е тесна трката таму, што е оно што би рекла дека е белег за Џукија? Као прво, да, Џукија е млад тим во лигата. Мислам, моментално сме на 8-та позиција и ќе се обидеме да задржиме, да се останеме во место за плейоф. Што не одделува тоа што нашиот тим имаме само еден странец оваа година, исто така имаме еден играч од прошлата година од ростерот, така да се беше ново, све се почна ново, систем, све тоа. И мислам дека остваривме една добра хемија меѓу играчите и тоа така се уште функционира и мислам дека сега доаѓа период во кој играме секој 3 дена утакмица, пошто предходно бевме во ковид период и сега имаме цело време утакмици. Мислам дека сега е време да дојде до израз таа наша сплотеност во тимот и да покажеме и да останеме во таа борба за плейоф. Да, читав во литванските медиуми го образложувате периодот во кој што се борите со пандемија. Има во тимот неколку заразени играчи, карантини. Како го пребродивте тој период? Што е она што правевте во време на пандемија, некое иновативно решение? Па да, бевме 2 пати по 14 дена во карантин. Вака исто како сега што комуницирам на Zoom апликација, правевме секој ден по 2 тренинга со кондициониот тренер и цело време бевме да одржиме тонус, да одржиме форма
Значи не е нормално дека не може да биде лайв баскетбол, ама се тружевме да одржат оптимална форма, за после кога се вративме на терен, за ден-два се враќавме во нормална кондицијска форма. И сега, ако пробам да ја врзам вашата работа во Литванија со оно што вие го правите овде во Македонија, тоа е помошник тренер во репрезентацијата на Македонија во кошарка. И затоа на почетокот ви реков една компарација на оно што има во Литванија и оно што го имаме овде. Генералниот заклучок, каде е иднината на македонската кошарка? Репрезентацијата се подмладува, доаѓаат нови кошаркари. Знаеме за онаа генерација која што токму во Литванија имаше еден од подобрите настапи. Меѓутоа, сега ова една помлада генерација која што ја предводите заедно со господинот Тодоров, на каде се движиме? Јас се надевам и сигурен сум дека се движиме во позитивна насока. Имаме доста млади играчи, значи кои напрва ќе доаѓаат и ќе се докажуваат во првиот тим. У20 репрезентацијата оваа година ќе биде многу солидна и многу конкурентна. Исто така, не знам дали знаете, ја ќе бидам во У18 селектор на репрезентацијата, исто и таму имаме доста талентирани деца. Така да, јас мислам дека во годините што следат, само треба секако тие играчи да созрат на тоа на сениорско ниво, за да може да бидат после продуктивни, секако дека се вклучени во првиот тим, да бидат продуктивни и да добијат шанса и да дадат некој резултат. Околу првиот тим, тоа е генерално, да. Тоа е моето мислење. Бидејќи рековте, споменавте дека ќе го предводите тимот под 18 години и ме навративте во оние помлади години кога кошарката беше и моја прва пасија. И во тоа време кога трениравме со мојот клуб и кога доаѓа луѓе од стручниот штаб на репрезентацијата и бира играчи кои што ќе се најдат токму во тие помлади категории, како би го трасирале патот кон првиот тим на репрезентацијата, имаше едно непишано правило дека генерално се земаат високите играчи, бидејќи Македонија има дефицит од високи играчи. Точно е ова или не е точно? Имавме ние многу добри техничари, меѓутоа ја немаа потребната висина во тој момент. Па, дека имаме дефицит од високи играчи имаме, тоа е факт. Тоа е факт дека имаме дефицит, али не мора да биде правило. Не мора да биде правило. Значи, тоа све е секако дека селекторот е селектор, ама мора да се комуницира и со федерацијата, да се рачуна на подолг период, кои се перспективни, кои антропометрички, дали значи ќе продолжат да растат, дали нема, секако дека има таму физиологија, има доктори кои предвидуваат тоа и све тоа се зема во обзир и се прави таа некоја селекција од 12 играчи. Секако дека треба да биде конкурентна, дека треба да бидат талентирани. Така изгледа тоа некој финализирање на тие младински селекции. Зборам за 16 и 18, пошто 20 веќе се оформени и веќе личности со раст, со свето. Да, тој е периодот 16-18 години. Да знаете, да знаете колку ни беше криво на некој од нас кога видовме кој ги зима за понатаму во национален дрес, ке пукневме искрено да ви кажам. Нема везе, се навратив малку назад на оние денови кога тренирав кошарка. Меѓутоа, овде сме за вас, господине Василев. Сега, ако можете да извлечете нешто како показател од литванската кошарка и унапредување на квалитетот на македонската, има ли нешто што може да го, ајде нема да речам пресликаме, ама да го внесеме како организација овде во Македонија? За да го покренеме и квалитетот? Па овдека има култура, малку повеќе физичка култура од нас. Значи, литванците секако дека имат генетика
многу подобра. Поразлична, физичка ајде да култура- не велиме подобра се. Молам? Поразлична, да не велиме подобра. Добро, да, се извинувам, да. Мисле, да, поразлична така. Значи, физичка култура, тоа би го издвоил. Овде секој играч посветува и внимание во текот на летото, инвестира во себе со кондиционен тренер и со индивидуален тренер. И секако и клубовите инвестираат во тоа. Зборам за младински категории, не Така. збориме за сениорска кошарка, пошто сениорска кошарка тоа е веќе финален продукт. Значи, а тој финален продукт треба да се спреми 5-6 години позади. Значи, тие 5-6 години се тие. Од 14-15 почнуваат со теретана, со физички припреми, со кондициони тренери и до 20 години тој веќе производ е спремен и само може да се стави во сениорски систем и сега тогаш све зависи од играчот, дали ќе се најде тактички и све на така, дали ќе се снајде во сениорска кошарка. Ама телото му е спремно, додека кај нас тоа многу фали ама све гледам повеќе во Македонија се работи на тоа. Да, ако добро ве сваќам, многу лимитиран е бројот на тимови кои што работат со кошаркарите од нивна млада возраст на професионално ниво да ги водат до развивање и како што велите вие потоа само вметнување во сениорскиот систем како готов продукт. Да, секако дека е алка многу важно. Вие подобро ме формулиравте, така. Господине Василев, за крај нека да не разговорот би се вратиле вие во Македонија после секако дека ви посакуваме кариерата да оди напред и преку Литванија, зошто да не, во уште посилна кошаркарска лига, но кога се амбициите во прашање, би се вратиле ли да работите конкретно во македонската лига? Има ли тим кој што би го воделе? Знаете, оваа работа е номадска, така да и јас сум релативно млад тренер, така да младите тренери некад бираат работи, некад не многу, ама никогаш не би рекол не. Така да мислам не дека не би се вратил. Све зависи така да од услови, така да не би рекол не. Секако дека мојот план е да градам надвор кариерата, ама не би рекол не, пошто во Македонија исто постојат добри организации, добри услови во некои клубови. Да, а литванската школа е литванска школа во моментов. Ве сваќам. Господине Василев, јас ви благодарам на овој фин разговор утро во утрински брифинг. Се надевам дека ќе нижите позитивни резултати и дека ќе разговараме повторно во некоја наредна прилика, зошто да не? Ви благодарам и на вас исто.